Температурните разлики предизвикаа проблеми кај граѓаните. Од итната медицинска помош во Куманово информираа дека е зголемен бројот на граѓани кои побарале итна интервенција од лекар, најмногу поради колапси од топлото време. Деновиве се соочуваме со проблем на зголемен број на пациенти, односно граѓани, кај кои што настанува губиток на свест, односно колапси, претежно на јавни места и површини. Ова е директна причина од превисоката надворешна температура, која што доведува до дехидратација на организмот, нарушување на електролитната рамнотежа и пореметување на функцијата на централниот нервен систем. Дневно, некаде 35 до 40 случаи, меѓутоа тука се вклучени и останатите диагнози, не оние кои што се од предизвикани од преголемата висока температура. И кумановци се согласуваат дека температурните разлики влијаат на нивното здравје. Топло, вруче. Не се диша тешко. Седу си дома ста. Не излегувате по сонце? Не. Не сум излегла, ама сега излегла по потреба. Од работа шешир, наочаре и брзина бегај дома. Здравствените работници апелираат да се следат препораките на матичните лекари, хронично болните редовно да ја земаат препишаната терапија, а периодов да се конзумираат и повеќе течности. За останатите граѓани се препорачува да не излегуваат на сонце од 10 часот изутрина до 17 часот попладне, да конзумираат повеќе течности, меѓутоа доколку е неодложно да се излезе во овој период, кој што веќе го реков, нели од 10 до 17 часот, соодветно да се заштитени со заштитни очила и капа, да носат лесна облека, памучна, која што е со светла боја за да ги одбива светлосните зраци, да носат со себе вода, истата редовно да ја конзумираат и доколку нели почувствуваат некои од симптомите кои што претходно ги наведов, значи срцебиење, вознемиреност, главоболка, да седнат под сенка, да се одморат, да се напијат вода, ако имаат може и електролити или пак во крајен случај, значи да ја повикаат екипата на итна медицинска помош. Од оваа здравствена установа апелираат и до возачите периодов кога имаат почести повици да ја почитуваат обврската за првенство на минување на возилото на итната помош. Во почести случаи отстапуваат простор, меѓутоа нели секаде па и кај нас има и несовесни возачи. Така да е еден апел до возачите во сообраќај што се учесници, кога ќе видат возила на медицинска помош со, нагласувам, ротации и звучни сигнали, не мора нагло да кочат, нека успорат брзината само, услов ако има да се тргнат на страна и тоа е тоа. И до граѓаните секој пат, пошто има почесто снимаат од страна, гледаат, даваат коментари, а никој не сека да помогне. И на нас ни треба помош, не сме ние толку спремни и јаки да можеме сами да го кренеме човекот. И тоа е тоа, да совеста малку да ги проработи и да помогнат. Сепак се работи за човечки живот. Итната помош во Куманово располага со 2 екипи, вклучувајќи ја и општина Старо Нагоричане.